на вистина единствена вера, која ше примната кај мене, вели Аллах, единот Ислам. И во Куранскиот Аллах Джелешануху не опоменува, ни вели: задоволен сум да ваша вера биде Ислам. И Аллах Джелешануху вели ви ја надополни во ова вера Ислам. Нема нешто што Аллах Джелешануху не го кажал, а Мухаммед салалаху алейхи ва селем да не го практикува. Нема нешто што Аллах Джелешануху не го објавил како наредба за овој уммет, а да Мухаммед салалаху алейхи ва селем не го кажал. Нема ништо скријано во вера. Аллах Джелешануху во Куранскиот рекол: Инни алему гајбе семавати вал ард. Јас знам тајната на небесата и на земјата. Кога Аллах Джелешануху вели јас знам тајната на земјата и на небесата, кој е тој човек? Кога Мухаммед салалаху алейхи ва селем вели: не ви тврдам дека ги знам тајните на Аллах, а кој тој освен Мухаммед алейхиссалам што може да речи јас познавам тајна на Аллах? Ако Аллах не беше во тајна, немаше потреба да испраќа пегамбери на земјата. Ке слезеше тој директ. Али Аллах Джелешануху нема потреба да слези во оваа земја. Има пегамбери кои што Аллах си ги спремал и ги испраќал во оваа дуња, да ги упоменуваат луѓето за овој дин. Една од таа случка не смртта на Мухаммед салалаху алейхи ва селем во последниот хаџ, рекол Мухаммед алейхиссалам. Пред Мухаммед алейхиссалам да пати во тие тешки состојби, најјадните асхаби му викнал: дали има недостаток нешто во верата? Асхабите викнале: не, ја Расулаллах. Дали ви ја надополни верата? Асхабите викнале: да, ја Расулаллах. И јадните асхаби заедно кои што живееле со Мухаммед алейхиссалам рекле дека се, ја Расулаллах, она што ти го објавуваше Аллах беше кажано. И така е. Мухаммед салалаху алейхи ва селем се што Аллах Джелешануху му објаве, се му кажуваше за негов уммет. Ништо Мухаммед алейхиссалам не правил тајна, браќа. Мухаммед салалаху алейхи ва селем, кога беше пред прагот на неговата смрт, му беше кажано, кога му беше објавено едно познато суре: Иза џа'a насруллахи вал фатх. И ќе ги видиш, во сурето се кажува превод, ќе видиш луѓето како влегуваат во дин Ислам. Се кажува во еден краток превод во ова суре. И Мухаммед алейхиссалам осетил дека му се ближи крајот на неговиот живот. Затоа, иншаллах, после терави намаз, после цел намаз, значи кога ќе се искајна, ќе си има уште барем 5-10 минути, кажување како Мухаммед салалаху алейхи ва селем ги чувствувал болките во неговата смрт. Какви болки Мухаммед алейхиссалам имал? Колку Мухаммед алейхиссалам имал жештина во неговото тело? Мухаммед алейхиссалам кажува: кога јас ке имав температура, имав како за 20 од вас, вели Мухаммед алейхиссалам. Колку е тоа жешко? За 20 луѓе обични. Мухаммед алейхиссалам, една болка која што му беше најголема, му беше пред смртта, она што го отрујале со најак отров Расулуллах. И тоа му правеше многу проблем на нашиот пегамбер во животот. И од тоа што го отрујале Мухаммед алейхиссалам, имал болки пред прагот на смртта. Иншаллах, после теравија намаз, ќе имаме уште барем 5-6 минути сабар, да се кажи сето ова, да не го должиме времето за намаз. Ке се каже, иншаллах, и ова како беше смртта на нашиот пегамбер салалаху алейхи ва селем. Зошто мислеше Мухаммед алейхиссалам? За ахирет, за дженнет, джехеннем, дали за хури, овоши и бајни во дженнет, или мислеше како ќе биде со овај уммет? Затоа, иншаллах, Аллах да ни чини кабул. Ова е нојк, лейлетул кадар. Нојк во кој Аллах Джелешануху се спушта во првото небо. И вели: кај се оние што бара од мене нешто јас да му дам. Се спушта Аллах во 1/3 од нојкта.
Кај со ни што бара од мене опрост, јас да му опростам. Во ова вечер почна Аллах Джелле Джелалуху да го објавува Куран. Куран. Книга која што нема никаков недостаток. Книга за кој треба да размислуват оние со мозок. И сами Аллах Джелешану во својата книга вели: еве ви книга, книга за тумачење на богобојазливите, за оние дајни со разум, кои што ќе ја тумачат ова книга. Аллах иншалла да награди што слушавте со внимание. Нека Аллах Джеле Джелалуху му возможи на сите брајке од цел свет ова вечер да поминат иншалла во ибадет. И иншалла со помош на Аллах Джеле Джелалуху да поминиме ова вечер и ние во ибадет.